Филип со точка Г6 и вели кој е твоето мислење за витаминските шумлеви таблети. Филип нема тука мое мислење, затоа што не сум ја тој кој што ги поставува правилата, туку најдов нешто што зборуваат докторите и науката. Неколку научни студии, али она кој што мене најинтересантна ми беше, ќе ти ја споделам, а тоа значи дека прва работа, без разлика дали се шумливи таблети, витамински или не шумливи, многу е симптоматично користењето на суплементација за витамини и минерали, од причина што едно нешто ние луѓето можеби не разбираме и недоволно го познаваме, а тоа е дека телото никогаш не може да го однесете во ситуација кај што има премногу витамини и минерали, кај што можеби има преалкална состојба, затоа што и многу луѓе често се трудат да ја направат средината во телото алкална. Тоа е невозможно. Прва работа, телото секогаш ќе се труди да ги донесе работите во телото во неутрала. Тоа значи да има неутрална pH вредност, да не биде ниту кисела, ниту алкална и доколку можеби некој витамин или минерал народски кажано штрчи, односно го има во поголеми количини, ќе се труди да го донесе во нормала. Предчестите скокови и презаситеноста со витамини и минерали научно е докажано дека може да биде контрапродуктивно, односно да потпомогне воспалителни процеси и напротив да го загрози здравието, отколку што може ќе помогне за да имаш добро здравје. Затоа науката вели дека доколку можеш, снабдувај ги витамините и минералите преку овошје и зеленчук, односно преку природните извори на храна. Не значи дека не треба да се суплементираш некои одредени дали витамини и минерали или можеби протеини, не знам, омега-3 и така натаму, но кога се работи конкретно за витамини и минерали, многу е тенка границата. Втора работа која што може да биде ризична е тоа што премногу купуваме суплементации и витамини и минерали кои што имаат високи концентрации. Од типот купуваме витамин С кој што има 1000 мг. Телото не може тоа да го обработи и некогаш ќе биде многу по-контрапродуктивно отколку што е продуктивно. Друга работа е што купуваме само едно нутритивни витамини и минерали. Во природата ти никаде нема да најдеш продукт кој што ќе го скинеш и ќе има само витамин С. Секогаш се состои од многу комплекси затоа што телото многу така подобро ги обработува. Така да доколку веќе бираш некаква суплементација, гледај да биде комплекс, значи да биде некој мултивитамин или не знам, мултиминерал, барем да има 10 на 15 па и 20 различни витамини и минерали и да бидат со многу помали концентрации затоа што тоа е многу подобро за твоето тело. Мене ако ме прашуваш, јас не користам суплементација витамини и минерали, суплементација користам протеини, протеински шејкови, користам да речеме омега-3, алоe, растителни влакна некогаш, но витамини и минерали никогаш не користам баш поради таа причина, а особено не шумливи затоа што науката вели дека шумливите таблети и нивниот состав многу ја оштетува глеќите на забите. Така да ако веќе бираш суплементација, моето конечно мислење и став дека треба да биде нешумлива таблета, да биде со многу помали концентрации и да биде комплекс од повеќе витамини и минерали, да не биде само едно нутритивно. Јас конкретно не користам, пак ќе ти кажам, но еве можеби ќе ти потпомогне овој совет доколку си сканан комплетно со овошје и со зеленчуци.